на сите, освен на антидатирачите во Македонското собрание и на најкриминалната влада во историјата на независна Македонија. Влада де јуре на СДС, а де факто на ДУИ, која е создадена и се одржава исклучиво на лукративни побуди, и влада која во основа го има антимакедонизмот. Нема добар ден и за нелегитимниот премиер кој работи против македонските национални интереси и кој повторно преку партиски акробации, подготвени во град на една соседна држава, е подготвен слепо да ги спроведе сите барања кои ќе му бидат ставени на маса, а за возврат да остане месец плюс како премиер. Добар ден на македонската јавност, за сите македонци, албанци, турци, бошњаци, роми и сите останати, кои со ништо не го заслужи ова понижување од страна на трајно неспособниот, кој притиснат од најсилната и најстара емоција, односно стравот од одговорност во денот потоа, односно после падот од власт, ни доставил предлози за разрешување на министрите, за кои имаше најпофални зборови, кои ни ги предлагаше пред точно една година во ова собрание. Случајот на Ахмети, како и до сега, е слеп послушник и извршител и не е свесен дека е донесен на местото премиер за да биде жртвуван. Тој е исплашен политичар кој бега од ТВ дуели и нема ниту еден ТВ дуел со лидерот на ВМРО ДПМНЕ. Не само што бега од ТВ дуели, бега и од потврда на својот легитимитет кај народот, кој на последните анкетири и од Евротинг јасно му кажува дека 63, односно 72% од граѓаните сметаат дека неговите политики се погрешни и државата ја движи во погрешен правец. Македонија е една од државите со најголем степен на мизерија во Европа, а уназадувањето на животниот стандард и отсуството на владење на правото се причини за целосна недоверба во институциите. Токму затоа имаме безперспективност и сме сведоци на секојдневното иселување од државата. Затоа Македонија секојдневно губи лекари, губи професори, губи занаетчии, губи профили од сите струки, односно губиме луѓе со компетенции, а на место или не доаѓа никој, или доаѓаат партиски полтрони. Зошто Ковачевски ги предлагате овие смени на министри од алтернатива? Зарем не ви остана ниту грам достоинство или така сте научени? После употреба фрли. Зарем во политиката не треба да имате континуитет и во стратегијата и во програмата? Што се случи со овие кадри за министри и се уште актуелни министри, кои минатата година за премиерот беа свежи и компетентни, а сега истиот ни ги предлага за разрешување? Изгубија на свежина или на компетентност? Свесни ли сте дека со честото менување на коалиционите партнери во владата целосно го уништивте легитимитетот на извршната власт и дека се правите штета на државата, а патем речено и на вашата партија која на следните избори ќе биде жестоко поразена? Зарем заслужува еден универзитетски професор како Тупанчевски, кој уживаше делумна почит кај опозицијата, после само година дена да го замените со човек што е брат на лице осомничено за убиство? Едно чудо министри за правда сменивте во последните 6 години и тоа е доказ дека правдата ја гледате дневно политички и низ призмата на партиски пазарења. Партискиот пазар 3 ви е многу поважен од континуитетот на самата институција, зашто јавно трпиме критики од сите релевантни меѓународни инстанции. Зарем министерот за здравство кој писмено бара од владата да се купи лек за болните од цистична фиброза, а премиерот не ја донесол одлуката, ќе го менува со единствена причина затоа што министерот јавно проговори и објавени вистината дека директната одговорност за починатиот Благојче е кај премиерот? Каде е предлогот за разрешување на министрите одговорни за падот на довербата во Европската унија од 70% на помалку од 50%, односно смена на министрите кои ја понижија и секојдневно ја понижуваат нацијата Маричич и Османи? Првиот затоа што е неспособен и нетранспарентен и 2 години поред добиваме единици од Европската комисија и единствено во што се покажа е во вештото криење на сметките ресторани. А вториот Османи, затоа што е способен исклучиво за распродажба на се што не е негово, уновчувајќи го тоа на своја лична сметка, а на штета на македонците. Па уште и молчи кога државата не ја обвинуваат дека сме имале традиција на убивање и палење. Демек имал лични причини поради кои не сакал да коментира, персонализирајќи ја и поистовитувајќи ја државната функција со себе лично. Каде е предлогот за смена на Бујар Османи, чија единствена, внимавајте, единствена изјава, поврзана со македонскиот клуб во Благоевград, беше да не се оди на отварањето на клубот, а откако го затвори и го каменуваат, истиот реши да глуми конструктивност и да молчи. Зарем не гледа премиерот дека неговиот министер за надворешни, што го монополизираше председавањето со ОПСЕ и го дистанцираше и него лично,
и кој правеше беден пиар дека немало да има отстапување од принципите на ОПСЕ, дека се грижи само за правата на ново освестеното бугарско малцинство во Македонија, а за малцинските права на македонците во Бугарија кои имаат пресуди од Европскиот суд за човекови права, нема изустено ниту збор. Задоволен ли е премиерот од работата на министерот за надворешни, кој наместо да работи на почитување на правата на малцинствата во двете држави, кои мора да бидат мост помеѓу двете нации, ги доведе односите до најлоши помеѓу двете држави? Каде е предлогот за разрешување на министерот за внатрешни Оливер Спасовски, кој ги прекрши сите вредности со масовна партизација во делот на вработување и унапредување, како и незаконското носење на решенија за вработените, исплата на парични додатоци на лица кои законски не ги следува и кој дозволи Министерството за внатрешни да изгуби професионалноста, да нема веќе никаков авторитет и да биде ставено во партиска функција. 5 месеци некој се поигрува со безбедносниот систем со дојави за бомби, а МВР е реактивно. Најавувавте експертски тимови, оперативни тела и на крај што имаме? Ништо. Односно тоа што го немаме, го класифицирате со државна тајна. МВР е мртво ткиво и затоа имаме пораст на вкупниот криминал во државата. Затоа што сите гледаат и знаат дека во Македонија нема систем. Премиере, каде ви е предлогот за разрешување на министерот за одбрана Славјанка Петровска, која направи хаос во системот со плати во министерството и наместо да постапи по закон што тука го изгласавме, да ги исплати големените плати на вработените, таа изнаоѓа квази решенија кои на крај ќе завршат на суд и дополнително ќе го оштетат буџетот. Економистите, тоа сте требало досега да го проверите и да преземете мерки. Зарем не ви е доволен податокот дека лицето на кое вие му дадовте доверба да го води Министерството за одбрана дозволи довербата во армијата која некогаш растела, оваа година за прв пат да има пад од цели 8%. Луѓето помалку и веруваат на Арама дури и од времето на Радмила Шекеринска. Вие, премиере, немате авторитети врз вашите министри. Тие се лојални на партиските шефови, а не на вами на државата. И токму затоа денеска не гледаме оставки од нив. Туку вие да ги разрешите со помош на ова парламентарно мнозинство. Вашите газди Али Ахмети и Артан Груби не само што не направија ништо за подобрување на стандардот на живот на граѓаните, туку ја доведоа и државата во бездна, а вие мислејќи дека се спасувате себе си во влада, му ја спасувате кариерата на Артан Груби и на Али Ахмети со влезна алијанса. Пред 2 седмици помпезно правевте владино партиски настан, за кој јавноста не дозна колку чини и на кој сите министри беа најдобри, а министрите кои сега ги разрешуваме, односно ги разрешувате, дури ви беа и панелисти. Се срамите ли кога странски државници ви кажуваат дека 6 години не сме мрднале од место и сме заковани на дното во борбата со корупција на 86-то место, послаби дури од Косово? Каде е предлогот за смена на министерот што не може цела година да обезбеди книги за учениците, само затоа што не можат да се договорат која фирма да ги печати истите? Премиерот молчи и остана нем за ставовите на лидерот на Алијанса за албанците, кој откако си купи куќа по неверојатно ниска цена во Карпаш, конечно си го покажа вистинското лице и се радикализираше, обидувајќи се да ги исплаши своите комши и македонци со редефинирање на државата. Таравари ќе влегуваше во влада заради Европа, а ни продава средновековна заостанатост. Ковачевски, како и по обичај, молчи. Имате отсуство на државнички капацитет и сте свесни дека одговорност мора да има и за распродажба на македонските национални интереси, но и за брзото богатење преку формирање на семејни фирми за трговија со струја. И токму затоа прибегнувате кон франкештајнизација на македонската влада и го понижувате судот на граѓанинот, кој воопшто не ви е важен тоа што сте на таа позиција и покрај тоа што вас никој не ве гласал. Со таквиот пристап, вие сте ништо повеќе колку зијан. Штета е што тој зијан е на сметка на граѓаните и на европската перспектива на Македонија. Токму затоа требаше да имате доблест и да бидете одговорен и денеска да ја поднесете вашата оставка за спас на Македонија. Благодарам. Реплика Мартин Костовски.